Премиерот Христијан Мицкоски ја предводи македонската делегација во германската престолнина, каде ќе седне на иста маса со лидерите на берлинскиот процес. Разговорите оттаму ќе бидат клучни за подготовка на писмото, кое ќе даде нови идеи за продолжување на преговорите за членство во Европската унија. Писмото кое ќе биде испратено до сите инволвирани, а ќе ги потврди недосмислената волја за диалог, реформи и наоѓање решение, дефинитивно ќе биде завршено откако македонската делегација ќе се врати од Берлин. Писмото е во подготовка и патувам утре во Берлин, ќе има состанок на берлинскиот процес, ќе разговарам со голем број од европските политичари, сакам да пред да го испратам писмото и содржината, сакам уште малку повеќе да имам јасна слика за тоа докаде можеме и што можеме да направиме. Додека владата е на ставот дека има простор за подобрување на македонските позиции во евроинтеграциите и за тоа бараат конструктивност и од опозицијата, лидерот на СДСМ Венко Филипче вели дека би поддржал конкретно решение, но ако е реално и остварливо. Ако очекуваат дека СДСМ наивно ќе даде поддршка на идеи кои значат понатамошни блокади, решенија во кои никој не верува освен тие самите во Белата палата, тогаш се излажале. Ние нема да бидеме параван за нивните пропаднати политики. Нека покажат лидерство, нека покажат храброст и најважно од се нека покажат искреност. Нека понудат реални решенија околу кои може да се обединиме. Ако не, нема да бидеме соучесници во нивната пропаст. Премиерот не се согласува со тоа дека нема реална можност Македонија да дојде до поддршка од Брисел за интеграции без диктати. Па не би се сложил со тој став дека таму не постои разбирање за нашата позиција. Па тогаш најдобро е да прифатиме се што бараат соседите, да се избришеме и тогаш ќе бидеме најстрикни. Така јас не водам политика. Ако некој друг води така политика во минатото, да ги ограбува граѓаните и да се само избришува, тогаш тие беа поразени пред 4 месеци. Мицкоски порача дека е подготвен во кое било време да ги продолжи разговорите со Бугарија за надминување на блокадите. Сепак, тој нагласи дека во никој случај нема да прифати преговори преку диктати и условување, туку процес кој ќе биде базиран исклучиво на аргументи и почитување на копенхашките критериуми.